но тоа е тоа. Океј, прво би сакал да ви посакам успешни студии и напоменав да ги искористите даткалите, професорите, одговорните наставници, максимално колку што може, за да добиете знаење. Најверојатно, тоа е и целта, затоа што тоа сакате, затоа сте запишани тука. Само еден шер да направам. Да. Искрено немав информации кои од студентите се запишани, не добивам такви информации на овој предмет, бидејќи изборен предмет, но успеав да ископам некој инфо. Овде, колку што видов на листава, ќе ја отворам повторно. Кај ни е discussion. Користете го, Facebook групата користете како огласна табла. Најверојатно имате видено 82, овие се колеги од повозрастна генерација, дури мислам дека број на индекс 70 и нешто, да. Надолу, значи 70, околу 12 на 13 студенти се од другите генерации, ама ова се ваши колеги, кои што се 70 на број, ама не ги интересира овој предмет и студирањето. Морам да заклучам веднаш. Исто така ќе споменам, ова се коси со GDPR, Global Data Protection Regulation, значи не би смел да ви ги објавувам имињата и броевите на индекси. Многу работи се земаат во предвид кога се работи во академска средина. Користете го оваа група за огласна табла, јас сум досаден и ќе постирам се што треба ќе постирам. Сум принципиелен, барам тоа што ќе се договараме сега, например, и се држиме до договорот. Ако имате нешто да кажете сега, понатаму може да се ревидира договор, но ќе гледам да не отстапувам многу од договорените активности. Имаше некој меѓу вас ми пишуваше за тоа дека не бил во група некаде на фитнес и бодибилдинг избрани предмети. Ако има дали онур го гледам, дали онур ме пишуваше. Да. Што беше проблемот да го решам за да слушнат и другите? Најнов системот имав за фитнес и бодибилдинг како предмет за мено, ама професор не ми пишееше. Може да и до тоа. Мислам, 2 предмети ми бевте вие како професор, за тој предмет немав професор никаков. Предметот фитнес и бодибилдинг изборен предмет беше. Смеам да споделам твој индекс, број? Да, нема проблем. Океј, еве, например, јас што можам да видам? Кажи ми број на индекс. Сега, на секунда сам. Ова како број на пушка во војска, мора веднаш да се знае. Вие сте студенти, број на индекс. Ќе искористам прилика да кажам дека инсистирам да се вклучите сите, но предавањето е снимено како што гледате, ќе може да го изгледате и понатаму, така да само бидете првите 10 на минути тука за да можам да ви споделам една информација во однос на истражување кој што ќе се реализира, а после тоа другиот дел можете да го изгледате и понатаму. Сите мои предавања кои што се онлайн, антропомоторика најверојатно ќе бидат онлайн, ќе бидат снимени и ќе можете во свое сопствено време да ги гледате, ама тоа ќе го кажам малку понатаму за вонредните студенти. Број на индекс, Онур? 7690. 7690. Ова ја што гледам, Онур, има одбрана теорија и методика на фитнес и бодибилдинг. Ке мене физичка подготовка на фитнес и бодибилдинг и да, во право си го имаш одбрано предметот. Не сум назначен јас го водам, може би е нешто интерно, најверојатно треба одлука некоја да добиеме од факултет, ама тоа ќе го реши студентски прашања. Штом јас го гледам предметот, бидејќи ја не можам да влезам кај другите професори, штом ја го гледам предметот дека е запишан, тоа значи дека е запишан кај мене. Јас сум одговорен во моментов за овој предмет. Така да тоа е. Користете го I know, пред да, ќе го кажам и ова сега. Ова се некои правила на игра кои што се за студирање, за вас се нови, ама мора да ги научите. I know, без I know не функционирате ништо. Јас тука гледам дали вие имате право, кога ќе дојде пријавен или положен испит, ќе пријавен испит и гледам дали вие имате право да го полагате испитот. Ако не постојат записи или не е запишан некој испит, вие не може да го полагате. Што значи, следете си ги, најверојатно ви објасниле за овој дел, ама еве 2 минути ќе искористам да повторам. Следете го I know, следете ги рамките во кои што треба да ги пријавувате испитите,
Например, ако предметот не ви е запишан во тековниот семестар, вие не може да го пријавите за полагање. Што значи, мора ајно да го следите. Покрај Facebook групата, ајно се што е во однос на администрација, испити, пријавување, запишување, семестри и така натаму, мора ајно да го следите. Јас ги добивам информациите од тука. Има ли некој друго прашање во однос на вакви административни некои дилеми? Слободно другите колеги. Океј. Доколку нема, ајде да не должам, значи Јас се извинувам. Ајде, може. Добро утро, добар ден, професоре. Добар ден. Ве пратам долго време и баш ми е мило еве што се запознаваме макар вака онлайн. Имавме нели конверзација со ФФМ кога беше, така да. Да, ви благодарам и што ме фрлите во групата. Видов дека во оваа листа мене нема која сега објавите, пошто јас сум теорија и методика кондицијска подготовка. Добро. И мене ми е задолжителен тој предмет, пошто јас сум не е задолжителен. Не е задолжителен. Отворете ги предметите на добро ви даде, мислам дека колегите повозрастни ви дадоа некои насоки за студирање, а ја нешто пуштав тамо во групата, каде што на факултет, на ФФОСЗ можете да ги најдете предметите, овде во студенти, наставни планови прв циклус. И сега треба да одберете дали сте 4 годишни студии или сте 3 годишни студии. Еве конкретно за 3 годишни студии. Во 3 годишни студии, сите кои, не само Роберт, туку сите кои што имаат одбрано некоја насока, тогаш во првиот семестар слушаат теорија и методика на одбраниот спорт. Ова се задолжителни предмети, ги гледате, значи историја, функционална анатомија, кај менторот, ова се конкретно важи за Роберт и за Онур, мислам, Онур ти си исто така на фитнес. Да. Теорија и методика, да. Значи ова важи за сите кои што сте на насока фитнес, ама на фитнес и бодибилдинг и насока кондицијска подготовка, кои што ги водам, намерно ве вклучив да бидете тука, малку ќе одземеме време. Значи, еве ги задолжителните предмети. Океј. Теорија и методика, кај е тука фитнес и бодибилдинг треба да го има, еве го. Теорија и методика на кондицијска подготовка, да. И теорија и методика, значи тоа се задолжителните. После во втор семестар имате антропомоторика и така натаму, да не ги вртам, ама ако приметивте овде има изборни предмети. Во изборните предмети доаѓа, ќе да видиме, треба да е фитнес и бодибилдинг е како изборен предмет. Значи не е задолжителен. И сега ваша работа е, како што отворив кај Онур, да ги видите кои се, иако делува тука фитнес и бодибилдинг, ви текнувам, но всушност не е тоа тој предмет, тоа е тотално друг предмет. Така, малку е збуната, ама јас си рекол за теорија и кондицијска подготовка, тој ми е задолжителен предмет. Супер. Бидете тука, затоа што ќе разберете што треба да направите за теорија и методика на фитнес и бодибилдинг и за другите предмети. Еве, за да ви биде веднаш јасно, ве ставив во оваа група со фитнес и бодибилдинг, затоа што вие ќе треба да реализирате семинарска работа, проектна задача или текст академски за некоја тема која што вие ќе одберете. Темите ќе ви ги покажам на крај на час, или ако не можете, останете, исклучете се, ќе ги имате на крај на часот како запис видео, тоа ќе биде на YouTube и ќе споделам видеото во Facebook групата. Идејата е дека треба да ви објаснам како се изготвува текст. Сега еднаш, за да знаете во иднина, ке сите 3 предмети кои што ќе ги имате кај мене како ментор, да можете да изготвите текст. Океј, тоа е идејата и затоа ве вклучив, за да не одиме со посебно предавање, иако темата е иста. Менторски се раководи, менторски се организираат овие предмети. Верувајте дека ние ќе комуницираме многу повеќе него како на предавање. Ја класични предавања на овие предмети ке вас нема да одржам, ниту па на фитнес и бодибилдинг, од една многу логична причина. Вие за да ги изготвите сега врските кон овие предмети, значи овој фитнес и бодибилдинг предмет или било кој од насоката, вие првен треба да ги слушате предметот антропомоторика. Бидејќи без антропомоторика ба дела да зборуваме за фитнес, ба дела да зборуваме за апликации во фитнес, во кондицијски подготовки и така натаму. Антропомоторика е основниот предмет. Кога ќе го слушате, малце ние професорите имаме, нели, его свое, ќе го слушате од сите професори. Мојот предмет е најбитен.
Ама сега излегува сега овде, јас сакам да ви кажам дека е најбитен не предметот, мислам, ради мене, туку предметот е многу битен затоа што антропомоторика ќе зборуваме за трансформација на моторички способности, многу битна тема, внатре се моторички способности, сила, брзина, издржливост, флексибилност, рамнотежа, прецизност, координација. Тоа е 90% од фитнес и бодибилдингот. И сега вие ако не ги знаете тие теми, бадијала ќе зборуваме за фитнес и бодибилдинг, дури изборен предмет. Но во антропомоторика има и други теми, има антропонтогенеза, антропофилогенеза, тестирање, како се тестира, да не објаснувам сега за антропомоторика, втор семестар ќе почнеме, но овие се најбитните моменти кои што ни требаат и меѓу другото и се почнувам за фитнес и бодибилдинг изборен. Студентите кои што се на фитнес и бодибилдинг не владеат многу со информацииве, ми е јасно, и тоа се покажува низ годините наназад, затоа што праќаат текстови кои што не личат на ништо, најмалку на академски текст, ама ние се менаџираме, се враќаме мелови, па пак правиме состаноци онлайн и слично, за да ве наместам некако да добиете информации. Темите кои што ќе бидат одбрани, ќе ги кажам понатаму, секој ќе пишува текст за нешто што нели сака да некоја тема која што го заинтересирала за да биде запишан на факултет, мислам сам да се запише на факултет за физичко образование, спорт и здравје. Многу кратко, кој сум јас, ова стоеше, на факултетот сум од 97 година како студент. После тоа, еве може видите, сум дипломирал 2001, магистрирал 2008, докторирал 2012 година. Работев со мојот почитуван ментор и професор доктор Иван Ивановски. Тој е во пензија 2018, мислам, така да после тоа сум јас го раководам предметот. Многу накратко, сакам планинарење. Имам некои 3 трофеја во фудбал како кондициски тренер. Работам индивидуални тренинзи, сум работел, моментов не. Може да се каже не. Ова е Гора Србљак, беше шампион во тенис Македонија, со Гора сме многу одамна заедно. Соработувам тесно со Polar Snowboard и ски клуб, носиме дечиња на кампови, зимски и летни кампови, многу интересно. Раководам генерален секретар, основач и генерален секретар на Македонска асоциација на инструктори за снежни спортови, кои што се бават со обука за инструктори во скијање и сноуборд за сега. Дел сум од ФФМ преку репрезентација, таму сум фитнес тренер во Атин, машка репрезентација. Веќе 4-та година, мислам дека беше 4-та. Покрај тоа сум core developer на UEFA Fitness лиценца и кога ние ја завршивме ова UEFA Fitness лиценца, во Европа само 12 земји успеа да ја завршат, така да сум горд на се што беше направено во однос на ова UEFA Fitness лиценца. Обожавам скијање со мојата фамилија, ќерка ми и жена ми. Обожавам да бидам со нив. Имам некои книги за фудбал и фитнес и кондиционирање или фитнес подготовка, кој го интересира може го добие во PDF. За жал немам принтани верзии повеќе. Не се многу нешто битно сакам да кажам. Предметите кои што јас ги водам не се купуваат книги, всушност, ајде обратно да биде, не се продаваат книги. И ве мотивирам да си го изборите правото да не купувате книги. Купување на книги не е задолжително, туку е избор личен. Мене што ме интересира да купам книга. Ова онлайн стои и стојам позади него. Значи, книга купувам кога сакам. Да ви ја покажам библиотеката, имам милион книги, Имам прилично книги кои што ми биле интерес. И во студирање многу е битно. Значи, мора да користите книга. Мора да користите книга. Може да користите интернет за преварување. ChatGPT е глупо да користите за креирање на текстови, ама ќе ви покажам зашто. Ама книга е задолжителна. Но јас имам личен проблем кога некој ќе ме натера да купам книга. Имајте го во предвид. Да, имам дозвола за пилот на едрилица и ултралайт авион. Сум работел како ски патрола и спасувач во скијање на Кожув 3 години поред. Сакам турно скијање, сакам фрирајд скијање, сноукет скијање и така натаму. Доста за мене, можете да најдете повеќе информации на веб страна и така натаму. Пред да влезам длабоко во овој дел за фитнес и бодибилдинг, многу накратко. Жалам што сте малброј тука, но
Ние реализираме со колегата Ангел Печиновски, кажувам ние, инаку идејата е комплетна на Ангел Печиновски, сами одработи, ваш колега, мислам дека е при крај на студиите, не знам дали е тука или не е тука, не е ни битно. И Ангел е супер колега, супер студент, кој што веќе на основни студии пробува да влезе во истражувачките води. Тоа значи дека ни треба помош од доброволци. Немојте да го сметате ова никако за некоја контрауслуга и така натаму. Ни треба доброволци кои што ќе сакаат да се истестираат во време трајање од 30 до 45 минути. Овде објаснува на екранов за што се работи. Една ритмичка интерактивна игра која што ќе треба да се држи ритм. И нас ни треба да направиме споредба помеѓу професионални спортисти и спортисти кои што или рекреативци или луѓе кои што се седентарни, значи престојуваат повеќе во седентарни услови, не се активни. Има и кај нас на факултет такви и не е ништо срамно. Има периоди каде што ја не сум активен по неколку месеци заради икс причини, нели? Така да сакам да споменам доколку би замолил за помош. Ајде нека стои вака формулирано. Замолувам за помош и ќе оставам линк за пријава кој што ќе го пишам и линкот на Facebook и ве мотивирам да се пријавите. Чекај вака да не сакам вакви, само малку да видам овде нешто, имаше паузи. Да се вратиме во живо. За што се работи? Значи ми требаат, само да видам. Да, ми требаат од вас кој би сакал да се вклучи и овој линк го добиете. Две групи на луѓе, видете ако сакате да учествувате, нели, ве мотивирам, вклучете се, ќе учествувате во еден интересен процес, ќе се споделат информациите, истражувачката дел е анонимна, комплетна, нема имиња, презимиња. Ја на пример, не знам, во последниве 12 недели се наоѓам во овој дел, дека сум неактивен, нема ништо срамно, дури не морам, ајде ќе оставам телефон од Ангел. Да, може да оставам телефон од Ангел, па да го контактирате, не мора да се запишете тука, но идејата е да пробаме да направиме едно истражување кој што ќе му биде од супер корис на колегата. Така да тие што влегуваат во оваа другава група, нека се запишат, пишете мобилен за да може да ја ставиме во WhatsApp или Facebook група за брза комуникација, за договарање. Тестирањето би се одвивало на факултет, седите пред компјутер, имате таблет, всушност табла со моливче на која што само како оди ритам се клика, многу едноставно, некој ќе заврши за 10 минути, некој за 15, 5 до 10 минути ќе треба објаснување, но идејата е дека одвојувате 45 минути и на тој начин генерално врските се завршени за тоа што споменав. Дали има прашање тие што ме слушаат во однос на овој дел? Најверојатно не. Цел на истражување може да видите дека е проценка на координација, ритам и тајминг. Ретко кој се нафаќа да работи со координација, затоа што е комплексна тема, ќе видите во антропомоторика. И јас сум супер мотивиран, затоа што иницијативата дојде од колегата и на некој начин ќе е интересно да се поминат вакви процеси. Океј, за овој дел ќе пишам. Што е фитнес и бодибилдинг? Фит, зборот, ајде вака. Значи, се што не ви е јасно. Се што не ви е јасно. Имате една огромна библиотека, која што се нарекува интернет и можете да преверувате. Ама, не и верувам се на оваа библиотека. Сега влегуваме во доменот како се креира текст. Значи, потрошивме 30 на 25 минути во еден дел и овој дел ќе пробам да го сублимирам многу кратко. И ве молам, враќате се на овие информации за да научите како се креира текст. Ова е најефикасно и најбрзо што може. И што да правите во однос на етичкиот дел. Затоа што ова ако земам и само го ископирам цело во Word го ставам, тоа нема никаква логика. Ова ми помага мене само за да добијам информација. Можам да отворам книга, можам да отворам интернет. Новите генерации, помладите генерации не сакаат да читаат, сакаат да слушаат подкаст. И ние треба да се адаптираме према нив. Ама ако ви кажам дека е друг системот на прием на информации преку книга и подкаст,
не знам дали ќе ме верувате, друг е. Книга која ќе се земе, се чита, с која се слушаат нештата е тотално друга. Но ние се адаптираме. Значи, не навлегувам стручно многу што значи фитнес и бодибилдинг. Од темите кои што ќе треба да, мислам, јасно ни. И оставам простор, мотив, вие да покажете во вашите текстови што е фитнес и бодибилдинг. Значи, сега, бидејќи ги немаме информациите од антропомоторика, како што кажев, истражете вие и кажете, овој автор кажал фитнес и бодибилдинг е тоа. Ако се решите да пишувате некоја теоретска тема, зашто е тоа фитнес и бодибилдинг, како ви ги покажам темите други кои се. Другиот автор кажал дека фитнес и бодибилдинг е тоа. И на овој начин се конструира текст, што кажале авторите, а не копи-пейст од сајтови кои што се, јас сум напишал некој блог, ама тоа не е истражување официјално, туку некој блог. Да, може да го користам и тоа, ќе ви објаснам понатаму како. Што да искористам, значи кои се темите кои што може да се занимавам, ќе ги добиете темите. Кога ќе зборувам за фитнес и бодибилдинг изборен предмет, вие на насока ќе добиете друга тема, мислам други насоки, за кои теми, иако е се флексибилно, значи појава и развој и современи тенденции на фитнес и бодибилдингот. Да не ги читам работи, ама еве ќе ги споменам некои. Фитнес и современо живење. Многу сакаат, како викаат К15, многу љубат студентите да пишуваат за исхрана. И особено за суплементации. И кога ќе дојде како се тренира издржливост или сила, дури почнува да ми кажува да креатин фосфат ќе пиете. Не бе, дечки, ние не сме овде за суплементација, да има суплементација и така натаму и здрава исхрана ќе учите комплетен предмет, ама ние сме за движење. Нас не треба движење, мафтање со раце, нозе, за да трансформираме некоја способност. Така да, гледајте, искористете шанса да вложите малку енергија, тоа се вика страгал, да има малку борба, како да ги добијам информациите, кај да ги најдам, ќе одберам тема за пулс метри, никош не сум знал за пулс метри, ама ми кажале дека пулс метарот е многу добра алатка во фитнесот особено, не во бодибилдингот, во фитнесот, и кај се користи пулс метарот. Ќе учиме по антропомоторика, има на некои од мои предавања, ќе оставам, има и во книги пишува. Ама не знам за ова и ќе пробам да го истражам. И тоа е убавината. Кога истражуваш, тоа се нарекува студирање. Студирање значи истражување. Не значи само случајње, овој сега зборува тука 35 минути и ние немаме никаква интеракција. Ама понатаму ќе имаме интеракција кога ќе праќате мейлови. Значи, кои се компоненти на фитнес? Што се тоа компоненти на фитнес? Чекај сега, овој каже компоненти. Кај да побарам за компоненти на фитнес? Ке побарам на интернет да видам дали има нешто. Какви видови на аеробик? Па ќе видите дека, например, фитнес кореографија и надпреварување има едно 20 видови на надпревари во фитнес и бодибилдинг. Одберете еден, објасните го како се надпреварува, ако некој го интересира во тој дел. Значи, отворени се темите, еве, појави развој на бодибилдинг тука, основни теории на мускулен раст. Ангел конкретно го спомнав, имаше супер семинарска работа за теории на мускулен раст, колку што се сеќам, да. Значи, одлично, и дури имавме супер комуникација за време на студирањето за оваа тема. Еве го исхрана и бодибилдинг, исхрана и фитнес, исхрана и здравје, тренинг со тегови, Euroфит компоненти, Euroфит батерија на тестови. Тестирање. Што да се тестира во фитнес? Ама каде? Во рекреативци или фитнес кај некој спорт? Значи, тоа е многу интересно. Ја ќе си ги искористам овие теми, конкретно е Роберт, му треба за фудбал да истестира како се враќаат рековалесценти или оние кои што се опоравуваат од повреда, како да ги истестирам за да знам да кажам, дечки, супер сте, од денеска може со топка да почнете. Дали има официјални тестови, нема и така на. И таа тема, тоа се што ќе го направите може да ви искористи за воиднина. Знам дека половина и повеќето од вас немаат интерес во првиот момент и не им е нејасно што зборувам, ама има, јас би сакал да се пријавам, ќе ви пратам линк на Facebook за пријавување на истражувањето. Благодарам, еве еден колега пише. Идејата е дека јас истражувам за да се само наградам, не надоградам, за да се само надоградам, не за да ги завршам обврските кон факултет. Ако одите со идеја да ги завршам обврските кон факултет, ништо нема од тоа. Некој друг ќе ви ја напише, јасно ми е тоа. На Facebook имате онакви огласи, пишувам семинарски за 150 денари. И има и за докторати. Не знам дали сте го виделе, тоа го имам по скриншот. Значи, сте прават за... Сега па ChatGPT пишува песни, можете да добиете
Нобелова награда за поезија со ChatGPT. Фитнес на превари, кросфит и така натаму. Не завршува тука групата на теми кои што може, мислам, не е фиксна, можете да одберете друга тема што е поврзана со фитнес и бодибилдинг. Како ете нешто не ви асоцира на фитнес и бодибилдинг, пишете, ќе ви оставам мој контакт на крај, така ќе комуницираме преку имейл. Може ли оваа тема? Ама не ме прашувате колку да ме прашате. Ако вие најдете логика дека има во фитнесот и бодибилдинг тема која што вие сакате да ја кажете и дека се совпаѓа и зошто се совпаѓа, сме завршиле работа. Значи, студирањето е кога вие вложувате енергија. Не е студирањето кога некој само ви зборува, туку вие треба да вложите енергија, инаку ништо од тоа. Другото е само научено на памет. Океј. И темите ќе бидат пратени. Најверојатно мислам и на Facebook, а најверојатно под предавањето ќе стојат како е за минатата година. Ова е предавање од минатата година, слично, каде што сум ги ставил тука сите информации кои што ќе се спомнати тука како линкови. Така да имате една датотека за информации. Ова го кажав, колку од вас имаат положена антропомоторика, можеби повозрастните колеги, па они ќе знаат зашто ќе работат. Дали има вонредни студенти тука? Семонур и Роберт. Дали има други вонредни студенти? И јас, Зорица. Одлично. На предметите кои што ја ги водам, ќе биде кажано и за антропомоторика, не мора да доаѓате на семинар за фитнес за овие предмети. Зошто? Затоа што ние ќе комуницираме и тоа многу повеќе отколку 45 минути да ви направам предавање. Гледате, поминаа веќе 40 минути. Значи, но следете ги информациите, ве молам. Тоа истото и за антропомоторика. Ако имате групи, не знам, вонредните студенти се одвојуваат од редовните студенти, нешто се групираат посебно, нема логика. Вонреден и редовен студент е исто. Истиот квантум на знаење треба да го знаат. Истиот волумен и интензитет на знаење треба да го имаат. Да кажано преку дозирање. Што значи, единствено што ги разликува вонредните и редовните, што редовните се приморани да доаѓаат на настава. Јас не приморувам никого да доаѓа на настава. Ако ви интересира, студирате, ако не, нема да завршите или нема да добиете. Можеби некој веќе ги има информации и тоа е супер. Но не приморувам апсолутно ни на да се присуствува на семинар. Затоа што особено преку антропомоторика вие ќе ги добиете и сервирани на YouTube сите предавања, 15-тина ќе бидат по 1,5 час во просек, минимум уствари 1,5 час, во просек околу 2 часа, и тој квантум на информации не можете да го добиете преку семинар. Значи, опцијата е да следите на тој начин, пренесете им доколку се групирате во групи, вонредните и на другите, да не очекуваат семинар по фитнес и бодибилдинг. Ние можеме секогаш да се гледаме, не 24 часа, од понеделник до петок во работно време, кога сакате, се приклучуваме, зборуваме, објаснувам тема, изорганизирате се ако нешто не ви јасно, правиме консултација, отворен сум за тоа комплетно. Што треба да правите за овој предмет? Уште еднаш треба да изработите семинарска работа или, како што споменав, да се вклучите во истражување. Значи, или, како што споменав, да се вклучите во истражување за оваа година. Примери на оформен текст. Ајде се враќам сега. Да, ќе се вратам на оформен текст, влегуваме конкретно во делот на како се оформува текст. Во овој линк, каде што се темите, има технички карактеристики. Не ги читам. Вие ќе си ги проверите и следете ги. Ова е објаснато за Word, ама може да бидува за било кој друг едитор, каде што се оформува текст. Значи, текстот не е копи-пейст да направите од некаде и да го фрлите таму и да не е среден текстот, ниту па да пратите информација од типот на например, сега јас правам овде праќам некоја информација и праќам до Роберт, нели? И Роберт, извини, немам твој имейл, но како и да, и овде го взимам, текстот го взимам, drag and drop и стискам send. Не. Кога се праќа информација од типот на Добар ден, моето име е, јас сум студент на
број на индекс преку овој имейл. Ако сакате го персирате, пишувате со голема буква, ако сакате пишете на ти ја праќам се едно. Јас бил официјално со персирање, не мора кон мене на виднина. Како прикачен, значи семинарската работа, не ме фаќате се за спилување, за грешките. Документ, очекувам ваш одговор. Океј? Ова се вика комуникација. Академска комуникација. Drag and drop, значи влечење, фрлање и праќање, му правите проблем на човеков, не знае што да прави со вас. Треба да види кој сте вие, па не сте пишали име и презиме на семинарската, на трудот. Ја не ги читам тие, само ви враќам врати како што треба. Па мисли се па професоре како треба, и тука почнува комуникација и престанувам со комуникација веднаш. Изгледате го видеото, ќе добиете насоки како треба. И тоа е тоа, значи нема потреба да пробаме, не пробувајте, нема да помине. Значи така некако стои овој дел на комуникација, морав да го споменам затоа што мислам дека и тој е многу битен. Че сега да видиме овде, се вратам на делов каде што беше текст, уредување на текст. Значи, исто како што има начин на комуникација по имейл, има начин на комуникација преку пишување на текст. И тој текст е дека има, ќе ги пролистаме 2-3 текста. Вовед, главен дел, завршен дел, заклучок. Вовед, главен дел, заклучок. На почеток има насловна страна, крај има користена литература. И тие моменти мора да ги имаме, тоа е начин на академско комуницирање. Пак ќе кажам, како е комуникацијата со имейл, така е комуникацијата со текст. Сега да видиме некои добри текстови што сум ги одбрал, нека не замеруваат некои студенти ако не сум одбрал некој текст, ама има супер текстови. Колегата Панајотов, он е председател на студентски сојуз на ФФОСЗ, колку што знам, да, мислам дека се уште. И што кажува? Добил насоки како да се оформи текст. Гледате на насловна страна. Не треба да читам што има, ама има и број на индекс и има име и презиме. Значи, тоа е многу битно, внимавајте, верувајте ми, забораваат колеги. Има содржина. Како се прави содржината? И тоа можете да најдете. Најдете преку ChatGPT како да искреирам содржина на која што кога ќе кликнем овде ќе ме однесе на другата страна. Ќе ме однесе во текстот долу. Можам да ви покажам на кратко како се оформува тој дел, ако сакате на крај потсетете ме. Значи има содржина, има вовед. Вовед. Краток, прецизен вовед, може да биде и подолг, но битно е да се разбереме во воведот. И се има тука прашање колку страни да биде семинарска работа. Гледајте да биде 7-10 страни, нешто да напишете, да вложите во тотал, да со насловната страна да биде некој тука негде. И праќаат студенти по 2-3 страни, мислам, срамота. Не е окей тоа. Ако праќате, завршете се некоја работа. PowerPoint презентација не. Ова не е презентација, ова е академски текст. Како треба да изгледа, значи не PowerPoint, тоа не прифаќам под разно. Влегува во главниот дел, број 2, па вели ја разработува темата. Што кажува не сега во моментов не е ни битно, ќе ги имате достапни овие. Ја разработува темата. Така, дава сликички некој, морам да споменам тука дека се е врзано со копирајт. Значи, ако слика земете од некаде, мора да кажете од каде е земена сликата. Учете се од сега да ставате сорсови на информациите од кај што ги користите. Бидејќи, може би овие, ако го сретнат некаде во официјален текст, овој графикон или оваа слика, ќе ве најдат и ќе ве тужат. Не е смешно, него е многу сериозно. Затоа се цитира, сум земало тука и дури некојаш треба и да прашам ако е некој официјален. Но ние правиме сега малку проба и еве нека биде тоа, барем да кажете, сликата е превземена од, овде не пишува, ама пишува дека е по формула на Фокс и Хоска. Добро, и тоа е добра информација, ја би додал уште превземена од таму и таму. Заклучок, ова е третиот дел. Значи првиот дел беше вовед, вториот дел беше главен дел и третиот дел беше заклучок. Онур, Робет и другите кои што се на насока, ова е исто многу битно за вас, како се креира текст. Многу битно. Ако прва го фатите, после тоа е многу лесно. Во заклучокот,
исто кратко и јасно, и четвртиот дел е користена литература. Особено посветувам внимание на овој дел. Особено посветувам внимание на овој дел. Се што сакате да ставите тука, треба да го има во горниот текст. Или обратна е логиката. Се што ми помогнало да креирам текст, го ставам во користена литература. Зошто го кажувам ова? За да не биде дека во користена литература ќе се налепам текстови, а не сум се базирал на нив. Овде може да најдете, например, да ставите текст за нуклеарна патофизиологија, ама вие не сте користеле никакви информации за тој дел. Разбирате? Значи, уште еднаш, се што се користи во главниот дел, се става задолжително во користена литература. Значи, вие сте ја користеле литература. Таа може да биде книга, официјално истражување, статија од интернет, од ChatGPT не се користи. Значи, од ChatGPT ќе ви кажам што може да користите, ама не или другиве што се Perplexity или таа како беше DeepSeek и на Google другиве, што може да искористите, ама не да креирате текст, ве молам. Пред да ве прашам дали е јасно, ќе почнам од тука. Втор дел. Ќе да видим овде што имам. Колешката Тамара Ивановска, приметувате насловна страна, ќе правам да не одам брзо, содржина, вовед, главен дел. Главен дел. Работеле луѓето на темава. Одвоиле месец дена. Одвоиле 3 недели. Не може за 2 дена ова да се направи. Не може. Нема теорија да се направи за 2 дена. Само текстот да го средите ви треба 1 ден. Ама ќе се научите како поутре ќе ви треба 1 час да го средите текстот. Ова е главен дел се уште. Главен дел, заклучок. Приметувате, има заклучок. Тоа е третиот дел. Да видиме литература. Користена литература. И се приметувате дека ова е по некој стандард овде правена користенава литература. Ке влеземе во тој дел. Тој ми е многу битен дел. Имињата на авторите, годината, насловот и каде е издадена. Секаде по тој принцип, ама ќе влеземе на тој дел. Се овде што сакам да видам нешто, дали има, ова се вика референцирање, сега да видам дали има цитирање. Вака, например, според зборовите на Карен GB, и овде задолжително, јас ќе си дозволам да интервенирам, ама нема да го зачувам, овде задолжително треба да дојде референца за Карен GB. Цитат. Сега, како тоа се става? Влегуваме во техничка работа. Карен GB, ево го Карен GB. Значи, овој дел го земам. Овој дел го земам каде што е името, ако се повеќе автори, повеќе имиња, и годината. И го внесувам овде, затоа што мене веднаш, вака се прави, за да бидам попрецизен, уствари вака се прави, за да бидам уште попрецизен, мене кога го спомнувате Карен GB, ја точно знам дека информацијата сте искористиле од каде, го наоѓам сорсот долу. Карен GB. Чекај, да. Супер. Чекај да видам ова дали е добра информација. Што ќе ми даде за Карен GB? Ова е некоја AI кој се појавува на почеток, ама ја барам резултати од истражување. И сега резултатите од истражувања може да овде, уште попрецизно, ако одам преку Google Scholar, за овој дел ќе го искористиме уште еднаш во теков на објаснувањето. Ајдеме. Ево Google Scholar. Ја го барам Карен GB. И ми вика, нема. И сега, зошто нема? Ајде да видиме вака, да не е нешто друго. Ова е интересно. Ошто може би е GB, да не се обратно стајани, ама ми треба postural and its health implications, factor of health disease. Кај се фативме баш за овој цитат, што не може да се најде. Нема логика да не се најде, ајде искористиме нешто друго. Морам да кажам дека не ми се случило за сега, но за секојаш има. Значи, треба да стојат, ајде нешто да видам што има сигурно. Што препознавам од овде? Ајде Мајар ќе го земам. Може препознавам, може би не. Че да видим овде долго давам.
Include pattern sort custom range. Зашо не сакаш да ми ги дадеш? Значи, еве ги од овие автори го наоѓам истражувањето. Истражувањето е, онда видам дали ова, ама не навлегувам се, не ме интересира толку. Ме интересира association between stress and physical activities. Само да видам логика на association between... Океј, значи, вакви истражувања јас морам да ги внесам во овој дел овде. Се ова зашто не ми ги покажува двава, не навлегувам. Ајде да пробаме, ова се изгледа се. Примери на текст. Ајде пробаме се трето. Да видите дали е структурата добра, веќе Цане Славевски, мислам дека беше супер структурата. Насловна страна повторно, ќе го намалим ова. Насловна страна, содржина, вовед, главен дел, става некои референции овде, пробал да направи своји визуализации, вложил енергија, го бараме завршниот дел, треба да е заклучок. Заклучок, еве го завршниот дел и користена литература повторно. Океј. Чека да видам овде нешто кај Славе, директно. Сигурен сум дека таму ќе најдам, бидејќи тоа се работи за дипломска работа. Моја дипломска работа, која што по број на страни е, само да ми го пресмета, е 72 страни. Дипломска работа од 72 страни. И сега, што сакам да кажам? Зборува за миофибриларна и саркоплазматична хипертрофија кај фудбалерите. Ке преминам директно на се има. Може да видите по содржината. По содржината веднаш се гледа што има. Значи, има абстракт, не навлегувам се, абстракт не ви треба, ама има вовед. Приметувате, има вовед, има главен дел, кој што ова е главниот дел, и има заклучок, еве го долу како трет дел, и четврти дел користена литература. И сега, ќе ви кажам што сакам да кажам, ама тука содржината е направена преку ова table of context, кога јас ќе да видам зашто не функционира. Треба да функционира кога ќе кликнам овде, ако го направам во PDF, тогаш ќе ме однесе директно, например, ако кликнам на број 3, ќе ме однесе на страна 22. Како се прави ова рекорд, можам да објаснам на крај ако ви интересира. Преоѓам на користена литература. Може да приметите колку страни е користена литература? Многу. Сега, што е битно? Покрај тоа што се референцира тука, се цитира во текст, така на еден цитат. Да видите, она што ви го покажа кај колешката Тамара, дека не е случајно, туку дека е вистински така како што треба, како што го кажам, така се прави еден академски текст. Кај Цане имавме, Цане ги ставаше на овој начин цитатите, а рековме дека за воиднина ќе ги направиме на друг начин. Добро. Не сум ги отворил одамна. Морам уште нешто да пробам да видам. Ајде да видиме Жан Тошев дали има нешто ставано во тој дел. Повторно истото. Приметувате вовед, заклучок, користена литература. Само да видам дали има ставано. Океј, нема ставано. За таа цел јас ќе ви покажам нешто што се вика текст и како изгледа кога се користат цитати во текстот и ве мотивирам на тој начин да работите со цитати. Не. Само да видим, ова е текст во... Не ова. Ајде, зашто дека ми да се извинам за овој дел. Сега ми дојде на ум дека може да го...
Тука сме само барам нешто. Било кое да го отворам, барам нешто што ќе биде порепрезентативно. Ајде, супер, нека биде ова. Океј. Значи, кога се креира еден текст, може да видите дека сите информации што се влечат се кажува од каде се добиени информациите. Приметувате? Значи, ова се авторите, трудовите од кои што се добиени информациите. Значи, according to вака кажал овој автор, онака кажал оној автор и така натаму. Сите овие ние ми има, ова е мој текст и сигурно сум дека ги има. Сите овие ги има во користена литература. Еве го ние ми. Има. Значи, се што сум користел, сум ставил како користена литература. Имате ли во овој дел нешто да прашате? Добро, се уште држам концентрација, бидејќи гледам дека сте сите тука. Примери на оформен текст кажав, кои теми ви кажав, ќе се асоцираат. Не користете Google превод. Ве молам, не користете Google Translate. Ве молам. Значи, тука има бугарски, руски термини, нема логика и така натаму. Или ако ја користам, ама го проверувам текстот. Значи, не го пуштам во продукција текстот, не го праќам, не се срамам пред никого, дека не го проверам текстот што кажувам. Океј. Не користете алатки за оформување на текст. Значи, во ChatGPT сега да ви отворам да пишам, напиши ми една песничка за... Ајде, ке пробаме. Може и тоа. Значи... Че да видим овака ни чат. Ми треба 4 страни текст за фитнес и бодибилдинг. Одбери тема која ти ја сакаш. Ајде видиме што ќе кажеш. Може би ќе ме потпраша нешто. Да сака нешто. Сакам академски да биде. Значи, кога пишувам, нека биде ептен. Значи, академски со 2000 збора. Академски со 2000 збора. Добро, ајде конкретна тема, еве фитнес и влијание, многу е прецизен. ChatGPT се оправил у последниот. Да, може. Еве го пишува. Па вие готово, имате готова семинарска работа, значи не мора да пишувате ништо. Од овде copy-paste, да, сакам и втори дел, секако, како не. Од овде вториот дел, се уфрлете го и ту се комуницирате со него. Сега види ќе му кажам, многу е добро ова. Така, чекај да видам што ќе ми каже. Само да не го прекинувам, пошто ќе го збунам, ќе ми се налути. Аха, има да чекам, многу е добро ова, чекам. Виж, многу ми е драго, па тука емотикони има, па тоа се смее, па... ова не е начин на пишување на текстови. Значи, ова заборавете. Сега, како да пребарувате текст? Текст се пребарува преку Google Scholar. Тоа ми беше Google Scholar. Овде. Мене ме интересира Fitness for Youth. Кој што пишувал? Значи, Google Scholar е библиотеката на истражувања. Фитнес, има, добивам, чека да видим овде како PDF е ова. И сега, зошто го отварам ова, зошто не го отварам текстот од ChatGPT? Затоа што овде ми дава официјално истражување кое што е објавено во списание, препознаено списание. Значи, не го пишувал Artificial Intelligence или AI алатка, туку го пишувале автори. За да овој труд се објави некаде, поминува на рецензија, го проверуваат уредувачкиот одбор, се вика double peer review, значи
анонимно, не гледаат кои се авторите, се проверува текстот, дали е добар, дали не е, дали вистина тоа го кажува, дали има плагијат на текстов. Значи, дали има плагијат на текстот, дали има ваков сличен текст некаде. Не може да објави некој што има веќе текст да го објави некаде. Нас професорите не бираат на база на објавени трудови и извршена настава. И ако ние правиме лажга, ќе те фатат. Ова нема потреба да зборуваме, нели, ние сме така, во земјава кај нас има такви, мислам, не моменти, туку на секој поле пробуваме да се снајдем. Ама во овој дел не може да помине. Значи, и затоа ви велам, референтни трудови во референтни списанија се тие кои што ни требаат. Не што кажал Владимир на неговата веб страна, туку објавено некаде. И генерално преку овој абстракт може да добиете информација за што се зборува. Да не го преведувам, земете си еден абстракт, ако не ви е јасен англискиот многу, стајте го во Google Translate, ќе ви го преведам, а не му верувам, пробувам повторно да го видам. И сега на овој начин ја добивам информација. Супер. Значи јас можам овде да искористам дека има strong evidence was found indicating the higher level of cardiorespiratory in children and adolescents. Супер. Значи ќе искористам дека овие автори нашле дека има јак доказ, ова е научно-статистички доказ, не е доказите се прават на база на математика. Група на дата, на информации кои што се обработуваат во математичко-статистички пакети и слично и се добива доказ. Тоа на поддипломски ќе го чита, не сега. Значи не јас сум кажал па тоа е доказ, не, тоа е апсолутно неточно. И на овој начин јас си добивам информации и си го креирам својот текст. Океј. Тоа е едниот начин и можеби најлесниот начин, наједноставниот и другиот начин е да најдете книги. Значи книги овде, ќе видам дали сум оставил книги. Книги. Ајде. Ова е книги за кондицијска подготовка, нешто. Па тука има, например, книга која што можете да пролистате, да ја видите. Има некои начини за брзо прелистување на книги. Сега треба да седнеш и да читаш се. Така сме правеле, сум седнувал и сум читал се. Или отварам во содржината и ако ме интересира за сила, да видам што има во содржината за сила. И така ја работам, сега барам содржината. Дали ја има, би требало да има содржината, додека стасаме до нејзе. Еве, содржината и ми вика, мене ми треба за кардиореспираторен фитнес тренинг. Хоп, кардиореспираторен и го читам овој дел. И од тука влечам информација. Значи, вториот момент е книга, што топло препорачувам. Истражување и книга. Што имам друго? Има сега, ќе ви ги дадам овие сите. Има други книги за... другар Мишани ми оставил книги некои. И Ристе голманот, Ристе Јанков голман фудбал. Значи, супер човече, многу чита. Кој го знае. И така натаму, ова се од Human Kinetics некои книги. Например, за животниот тек, моториката и мотор девелопмент во развојот во животниот пат на луѓето. Супер книгичка стара која што не мора цела да читате, ама ќе најдете некои информации. И така натаму. И сега ви дадов неколку сорсот, значи книга и интернет го имате Google Scholar. Арнама, може да го искористиш и ChatGPT. Find me sources about fitness and youth. Find me sources, evo ќе му пишем official published. Промптот е битен како ќе го ставите, ама ова е вториот начин на комуницирање или истражување. Океј, ама многу внимателно, затоа што нов е и искрено јас го користам, ама не многу. Кога ми треба нешто конкретно, одам на Google Scholar и овде ги побарувам. Ако не можам да најдам на Google Scholar, овој прави многу подлабоко истражување во позадина и ми дава информација, ама не сите. Например, еве, вака вика Key Source Physical Activity in Health Adolescents. И сега што правам? Ја не го земам ова. Него ја повторно одам на линкот. Кога ќе го кликнам линкот, ќе видам што ми доаѓа како истражување и ќе го прочитам абстрактот. Во оваа фаза доволно е да го прочитате абстрактот и ќе добиете се од информации како се... Значи, особено ве молам, вие што сте на насока фитнес и бодибилдинг, вака креирате го текст. Со уживање, одвојте си 2, 3, 4 недели, истражувајте денеска, ќе пипнам, утре не можам.
задутре ќе се вратам на темата, ќе истражувам темата, ќе ми се зборичка главата, нема да знам што да направам, ќе ми дојде некој секлет, ама ќе најдам решение. Тоа се вика, доаѓам до hitting point, до зид, ама ако вложам енергија, ќе успеам да го поминам тој зид и ќе направам супер текст. И на крај дајте му го текстот на некој другарка, нека го прочита, дали го разбира. Ако го разбира, пратете го, ако не го праќате. Бидејќи ја моите текстови кои ги правам, ги праќам на мои колеги да ги видат. Инаку јас живеам со тој текст и мене ми е јасно, ама не знам дали на другиот му е јасно. Значи, мора да направиме и таков момент. Значи, ајде се враќам назад на ChatGPT. Можам да го користам за претражување брзо, ама гледајте сега, ова истражување овде, од кого беше ова? Predictive Variability and Health, ова е од 2009, тука ми го дава. Зошто ми го дава ова истражување како прво во Google Scholar? Затоа што го искористиле, погледнете бројкава, 1400 други истражувања го цитирале овој автор. Значи, тоа е многу битно. Колку други истражувачи го цитирале. И сега може да видиме кој на Google, пошто е супер на база на информации, кој се го цитирал во неговиот текст. Значи, текстот бил толку добар, што други автори го цитирале него. И затоа мене ми го дава, прв ми го дава во Google Scholar. Еве гледате 334. Мислам дека ради тоа го дава прв, може би не е, ама како и да е добар момент што го спомнав. И сега, исто ќе кажам овде, скокам малку од тема на тема, како да го земете за во кај ни беше она, за да ги искористам текстовите овде. Значи, еве, ова е книга. Како се цитира? Ова се цитира по APA Style. APA Style на цитирање, APA Style references, доаѓа од ова е American Psychological Association и они си имаат некој свој стандард поставен, ама има многу стандарди на цитирање. И овде е менуелот како се цитира текст од книга, како се цитира текст од веб страна, како се цитира текст од објавено истражување. Значи многу цитати. Како се цитира текст од YouTube линк некој. За почеток е добро да ги знаете овие работи, но можете да ги добиете сите информации овде. Ако го искористам овој нашиот труд што го гледавме на почеток, тогаш ќе можам да отидам овде на сајт и да го земам цитатот по APA Style. И по APA Style вели дека се цитира вака. Овде правам copy-paste, проверувам дали е точно, сепак проверувам, одам во мојот Word, кај ми беше Word томо, одам во мојот Word и во користена литература, не ми замерувајте ова на латините горе за да забрзам, го ставам референцата. Ја ставам референцата која што сум ја искористил во текст. На ова внимавам многу. Кој ќе праќате текстови, на ова внимавам многу. Трет пат ќе кажам. Кој ќе праќате текстови, на ова внимавам многу. Затоа што ова може да го некој од вас го праќаат на овој начин. Кај беше ова беше така, во користена литература го праќаат ова. Значи ова само линк, нема врска. Него ни гледам текстот, го враќам назад и ќе ви кажам проверете го предавањето уште еднаш и пратете како што треба. Ова ми треба. Ова не е истото со ова. Значи, тотално различно. Во академско цитирање се прави ова. Сега зборуваме за уредување на текст. Тоа ви кажав. Идејата е да научите како да уредувате текст. Која сакате тема одберете, битно да научите да уредувате текст. Сега, текстов можам да го уредувам и на овој начин. Вака ќе земам едно друго истражување. Зошто ви го кажувам ChatGPT? Не може да побегнеме од Artificial Intelligence, ама треба да знаеме како да ги користиме. Значи, не да ни креираат песнички и семинарски работи, туку да ги искористиме ефикасно за да ни помагаат во нашиот дел на креирање на нештата. Кај ми беше ова? Го вадам овој PDF и го прашувам ChatGPT. Му велам make APA style reference. Видовте што направив, значи му го дадов линкот и му викам направи APA style reference. И сам го наоѓа и го вади. И имам прашање кон вас. Дали му верувам слепо на ова? Имаше еден цртан филм Ноди. Ноди вака правеше со главата.
Не му верувам. Јас ова сепак треба да го проверам повторно. И сега како го проверувам? Проверувам дали се тоа тие автори, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, колку автора се. Дали е од 92 година, гледате овде има точки. Дали така се цитира? Не знам, треба да проверам. Ама ChatGPT може да ми помогне во овој дел. Само да видам, овој беше, не беше ова. Ова беше, не беше ни ова. Ова беше изгледа. 1, 2, ќе ги проверам сите. Ќе проверам дали е точно насловот вака. Ќе проверам дали е Medicine and Science. И така натаму. Ќе проверам, да. Има и друг начин на цитирање, каде што може скриншот да направам од ова. Сега му правам скриншот. Го ставам во ChatGPT. Викам, check this. Дали можеш или не. Да видиме дали ќе го покаже различно. Може да го покаже различно. Јас додека не му направам добар промпт, не ми ги дава добро. И дури да имам и група на 10 референци, ќе му кажам среди ми ги средува и ја ги проверувам после тоа. Значи само го избегнувам типкањето, инаку затоа го користам алаткава. И глупаво е да не се користи, треба да се користи. Ама не сме да ни биде главна, значи мора да го проверуваме. Инаку да ви забрани некој да користите AI во ова време е лудо. Тотално лудо. Пратете го кај мене, дајте му број да се објаснам дека е лудо. AI-то се користи. Ама за да ни помогне. Но треба да го имаме во предвид дека верувате ми дека порано на Google беше и сега на Google ќе бараш информација. Оде во библиотека. Ја оде во универзитетска библиотека, киснев, немаше никаква информација таму за наша тема. И кај да добием информација? Не можам да добием. Така да тоа што беше Google на времето, тоа се Artificial Intelligence моментиве сега. Ајде да видиме дали е истото ова. Нешто тука ми изгреши малце. Овде ми каже дека има уште други автори. Овде заврши ке Вашингтон. Генерално е окей, али најбитно е дека, например, дали има, можам да го прашам, играјте си. Ви оставам на вас, истражете. Ова се вика до и број кој што ќе остигнам ме носи повторно до оригиналното истражување. И ова го проверувам. Еве ми го даде ама во друг каде што е оригиналниот дој. Значи јас овде го најдов текстов, кај ми е. Текстот го најдов како PDF, ама истово истражување е објавено всушност во Medicine and Science и Sport and Science. И овде е оригинално објавено ова PDF-от, не знам од каде е, чекај да видам, некој го има закачено PDF-от. Јас ги користам информациите од тука. И дури од тука можам да му направам скриншот, нели, како беше, да го пратам назад и да му кажам дај среди ми го ова како апа. И он ќе ми го среди и најверојатно ќе го даде истото, пошто веќе го загреав. И он знае како да комуницира со мене. Ама пак ви кажувам, не, да, кофем, апастел. Сега, овде можам да го прашам, ај на македонски, дали дои се внесува за ваков труд како линк. Значи, пази на кирилица го прашам. Сте ги користале најверојатно? Одлично прашање. Сега да видам според APA стайл. Да, според APA 7 секоја се внесува како активен линк. Тоа значи дека треба да изгледа вака точно во форма. Добра. И сега ќе му кажам, дај ми извор за ова. Он веќе памти горе што е. И сега треба да ми даде APA стайл на веб страната нивна, да видиме дали точно така се референцира. Овде нешто вели, ајде да видиме, ова е од Америка. Добро, дој е нурала. Супер, значи вика кај се цитираат доите. Кога да се уклучи, не го читам. Дојдов до изворот оригинален. Ако изворот кажува дека се цитира, тога се цитира. Дали ме фаќате за што ви објаснувам? И не. Изгледајте го во иднина, уште еднаш ова, не може од прва да се фати. Мојаметот е дека се што креирам се користам на информации кои што веќе претходно се истражени. Ама тие информации треба да ги ставам во текстот затоа што тоа е етично. Не е тоа мое, ако постои како информација. Некој друго истражил, ја треба академски да го споменам тој другиот, инаку е плагиат. Го користам, значи copy-paste, тоа е крадење информација. И вака велам каде е добиена информацијата. Референцирањето и цитирањето, пак ќе кажам, многу посветувам внимание на тој дел во оваа фаза кај вас за овој предмет.
Референцирањето на почеток ви делува сложено. Изгледајте, пробајте, ќе видите дека ќе го фатите без никаков проблем. Дали ќе користите citations of Google Scholar, кој што беше, кај ми беше Google Scholar? Овде негде беше, че видиме. Не беше, кај беше Google Scholar? Ви текнува со на citation. Добра, ај ќе одиме со Google Scholar. Дали ќе го користам преку оној дел, ама пак морам да го проверам, затоа што ми прави проблем. И текно еве го, не знам. Но ова беше, не беше ни ова, се извинам. Како викавме, фитнес. Дали ќе одам преку сајт од тука и ќе одберам обично Apple користиме, ние има тука и други Чикаго, Харвард, Ванкувер. Дали ќе одам преку ова или ќе го искористам ChatGPT, ама ќе го проверам дебело, значи ќе го проверам фино дали ова точно дали не. Еве, оставам на вас. Како се цитира според АПА линк, како се цитира според АПА веб статија, неофицијално истражување. И тоа ќе ми каже, види, вака се цитира, ќе ми даде примерче, пак ќе си проверам дали е тоа така. Еве, вика основна структура. Автор, година, наслов, име на веб страната и URL. Аха, еве, вика статија со наведен автор. Не, ова се пак истражувачи, чекај, фитнес. Ај ќе најдеме некоја статија. Што имаме? Канал 5. Само вистина. Ај вака ќе му кажеме. Ај нека не биде канал 5, нека биде фитнес и бодибилдинг нешто. Бодибилдинг, да видиме. Да, имаме ние наши страни кои што како е се бугарски да ми ги не се има резница. Бодибилдинг. Окей, одлично. Бодибилдинг и фитнес федерација. Успешно одржан куп, некој што ќе зборува за надпревари, може да проба да го исцитира оваа веб страна, затоа што ги користела информациите од оваа веб страна кои што се јавни. Како да го направам? Ова ќе му кажам make up a style. И нема да го препишам се, тоа е моментот да не биде искористена ова информација што ги давам погрешно. Може би нема да може да го прочита. И видиме. Успешно одржан куп, добро. Ајде се вака ќе му кажам, чекај, ај пробај, ќе му давам скриншот, можете да давате бесплатната верзија и скриншот. Искористи ги сите информации од ова. Он веќе ќе знае за што се работи. Ај со ова, може и вака да го прашам. Видиме што ќе даде. Добро, сега ми вика вака. И сега ја нешто знам од тука, ова што ви го дава е парентал, значи како во текстот се внесува. Значи, официјалните информации за надпреварот се во фитнес на официјалната веб страна на фитнес и бодибилдинг и во заграда ставам ова. Или ако кажувам според фитнес и бодибилдинг федерацијата, тогаш го ставам ова. Но овде нешто мене ме буни што не ми дава како што треба. И сега ја ќе го прашам дали се користи retrieved from, значи преземено од. Сега да видим што ќе ми каже, затоа што знам дека се користи. Зависи од типот, еве прецизна логика. Тука не треба retrieved from, страница има јасен датум на објавување, нема очекување содржината да се менува. Кога се менува содржината на веб страната, тогаш се става retrieved from и кога е земено, затоа што очекуваме дека ќе се смени содржината. Ова ми е мене проверено во АПА, сигурно, ама ве мотивирам, проверете си го и вие. Та гледате колку време потрошивме на референцирање и на цитирање. Приметувате кој дел ми е битен. За да научите како се прави текст, после тоа ќе правите текст. Ќе истражувате, ќе гледате, ќе правите, ама конструкцијата на текстот, значи, тоа исто како на тренинг кога одиш, не одиш во работничко оддело кое што е прикладно за, не знам, за во некоја нуклеарна централа. Туку одиш, се знаеш како, одиш во своја униформа, представително. Така и ова, текстот треба да е представителен.
Не навлегувам повеќе со овој дел на ChatGPT. Имате некој прашање во однос на ова? Добро. И сега гледайте. Овде поминавме се од левата страна. Чите истражување во Google Scholar го кажав, референцирање мислам дека објаснив како се прави. Овде ги гледате роковите, нека останат тука. Пак ве мотивирам да се приклучите на истражувањето. И сега сакам уште нешто само да видам овде. Статистичка обработка не ви треба, кодови за програмирање. Да, сакам само да кажам дека, например, ChatGPT-то е супер, кој што може да AI алаткиве се одлични за забрзување на нештата. Например, јас можам си користам за ајде вака ќе направиме сега. Кај ми беше овде во овој дел, само да видам дали го имам тука Polar Data, супер. Ова е едно примерче од еден наш колега кој што ми праќа информации во ваков текст. И сега јас ајде вака да стои. И сега јас ми треба ова да биде во друг формат. Гледате 43 минути, така се приметува и 14 секунди, ама не ми треба во овој формат. Мене ми треба да биде во форматот, гледам, во овој формат. Така приметуваме. Многу различен формат е од колку ова другова. Значи времето не сме текст да има, мене ми треба за да ги обработувам податоците да има овде да биде бројка. И се што правам? Ја му викам, окей, супер, на ChatGPT, како можам да го користам? Значи, овие горе направи ги во овој формат. Кај ми е тоа? Во овој формат. И стави ги во табела тука. Се пред да стиснам ентер. Слободна проценка колку време ќе ви треба за да ова го препишете и да го направите, например, вака, гледате првата бројка горе. Оваа бројка ќе ја земам. Ја ставам тука и ова ми треба, значи 0,00 2.44.08. Така, колку време потрошив? 4-5 секунди. Колку време ќе потрошам за овие сите? Овде Excel вика 40 полиња по 4 секунди, 5 секунди, многу. Сега што сакам да ви кажам, каде може да ви користи ChatGPT. Дека ги средува нештата многу брзо и како некој личен асистент. Ова не е предавање за ChatGPT, ама морам да го споменам, прв пат се гледаме, знам дека ќе користите, не може да не користите. Сакам да кажам дека го средува текстот супер. Ај сега Онур се смешка. Ке му верувам ли на ова? Пак треба да ги проверим. Не му верувам, ги проверувам. Пак ги проверим. Ако е некоја брза проценка, ќе пробам вака. Ако е нешто брзо, ќе пробам да направам. Ја ќе ги ставам овде. Беше тука беше некој. Ќе ги ставам. Вака беше, не вака беше. Ќе ги ставам и ќе проверам. Ајде, прво ова, со ова исто ли е? Исто е. Ова последново од овде, со ова исто ли е? Исто ли е. Ова со ова исто ли е? Исто е. Ова со ова исто е? Исто е. Можам, ова се вика random check, можам да заклучам со веројатност од некоја тамо клучите по втори циклус, дека е точно, а може и да не е точно. А најпрецизно ќе види ако си ги проверам сите ако имам мало. Сите да си ги проверам. Да, види, има некаде информација, еве ти конкретна информација. Не, овде не ајде нека видат. Пази ги информациите, пази колку редови има. Да не објаснувам, долу има редови, значи има многу илјадници редови. Еве ги редови. Мислам дека се околу 3000 реда, 2000 нешто реда. И сега ако треба ја тоа да го направам, да го средам во ова, мене ми е проблем. Арно, ама ја пак ги средувам на тој начин, пробувам и одам преку рандом. Затоа што и Excel некоја знае да сгреши ако не ги направам како што треба. И сега, ова е во делот на тоа за AI алатките. Не се плашам, не може ми забрани никој да ги користам, кај нас има фама AI направил, ама многу внимавам како го правам. Значи, прво е етиката во креирање на текст, етиката во бирање на информации, а дека треба да се спомне, треба да се обучиме. Ја не го знам многу, ама го работам. Веќе 3-4 години, колку од кој искочи ChatGPT во 2-3 години, го работам. И не само него, еве, например, за брзо прелистување на книга.
овој дел мислам дека ќе заврши. Не, има уште еден дел кој што треба да го кажам, само да ги најдам информациите, ама нема да гнјавам за тој дел. Например, ова е periodization по Верхаен. Како да направиш Верхаен истакнат фудбалски работник, како да направам по него некоја периодизација. Че да видиме што имам нешто друго од книгите. Да, супер. Ајде. Ова е тоа ме интересирало, па тоа го имам тука. Чекај да видам, ајде да ставам уште некоја информација. Како се прави, ќе ви го објаснам целиот потек како се прави, само да симнам некоја книга од овде. Кај ни беа книгите? Ќе задржам уште многу кратко. Че да има ова дали може да се симне. Ова се големи книги. Дали ја симнува? Добро, ја симнува. И уште една книга ќе се одам од овде. Добро. Нека биде, не, овој не го вадам. Ево, нека биде. Кај е download? Scanning downloads, добро, ги имам. Значи во save. Сакам да ви го покажам овој дел, затоа што знам дека ве мрзи да читате, ама со овој начин, всушност можете да добиете многу информации. Затоа сакам да го кажам. Значи, еве ги двете книги кои што ги имам тука, без разлика кои се книгите, одам во Notebook LM, ево го горе текстот. Ова кој има Google акаунт може да си го користи, е AI алатка за брзо прелистување, барање на информации, значи не за читање на книги. Вие не можете, ако го имате ова, да знаете книгата, ама забрзано ќе ги добиете информациите со доказ. Сега како изгледа тоа? Идам на Create New Book и овде ги носам алаткиве, книгиве ги носам двете. Значи, тука им правам drag and drop на книгите, можем да ги прочитам. Ова е се, додека работи, ова е се во контекст на како се истражува, како да бидам ефикасен во добивање на информации и како да искреирам семинарска работа или академски труд. И само треба да ми ги прочита овде. Може да случи да не ги прочитам, а веруете, чита копирани книги и ако покаже дека е ископирано, дека е прочитано, тогаш е се во ред. И сега овде се Fundamental of Motor Control и овде е Personal Training. Ајде некој прашање да смислам за да го прашам. Значи, сега ќе додека он работи, може и на македонски, ама јас си го користам англиски. Find me text about motor control principles. Супер. Значи, првата ја прочита, приметувате. Чим има штиклирано, ја прочита и ја јавува. И одмah вели што е како сублимат, зашто се работи во целава книга. Дори може ми нешто е конкретно. The text further details of historical development. Ајде за historical development. Ке одиме. Text about historical development of theories. Само ми треба овој НСМА да го прочитам, а мислам дека и вака ќе функционира, затоа што за ова што го прашувам нема во другиот текст. Ај ке пробаме. Мечка страв, мена не страв. Ќе стифнам ентер. Добро е, го прочитате. Ова е како да ја листате содржината од книгата, ама малку попрецизно. Зошто? Затоа што дава точно во кој дел од книгата ги дава информациите. И сега добивам книга од 200 страни и луѓе мене ме интересира само за моментот на брзина. Јас ми треба време, да, точно, ама ме стиска екзистенција, дома фамилија, другариве ме викаат, треба да истрчам, треба и едноставно се губи време. И плюс немам на страна едно 100.000 евра за да ја можам да уживам во објавување само на трудови. Така да може да се искористи како добра алатка. И сега, ќе почнеме од почеток. Вели,
historical development дава нешто. Добро, чекај да видам кај го има ова. Стискам на кецот, ако приметите, ми ја вади точно страната кај го има ова. Значи, јас сум сега сигурен, можам брзо да проверам дали ова што го кажува е тоа или не. Разбирате, работам по етички принципи. Не етика и морал е на прво место, не навлегувам во нешто што е copy-paste. Значи, сите алатки што ги покажа до сега беше за да бидеме ефикасни, ама и да има етичност во тоа. Ајде да видам, вика Питагора. Го спомнува Питагора, гледал движењето како еволуција на метафизички бројки, ако преведам добро, defining the soul, се number without the book, како и да е, на кој, на страна број 3, според него. Значи, не знам на која страна, ама според него, еве го. И овде вели во книгата и така натаму. Играјте се со ноутбук Елемов, значи, тука може да ви искреира една цела mind мапа. Ако ви интересира па понатаму да истражувате малку подлабоко во него, може да направи видео overview, верујте ми прави видео цела. Ја од Верхајм направив едно видео, не ми се веруваше како го направи. Може да направи аудио overview. Аудио overview, тоа ќе го пуштам додека го гледаме, нека го прави аудио overview. Овде имам, еве, mind мапата, која што ако ја кликнам, ќе ми извади нешто што вика по структура како е организирана книгата. Ајде да видиме за координација и за моторичко паѓање. Што кажува овде? Таму зборува за проблемот на Бернштайн, за синергички концепт и за uncontrolled manifold hypothesis. Ајде да видиме за што зборува за овој дел. Во делот кај што го има овде зборува за групет елементал, значи да не ги читам. Че видам кога ќе стиснам на него. Точно ме вади на кој дел и ми објаснува каде го има ова. Значи една mind мапа прави, каде што уште подобро од содржината ги разгледува нештата. И еве ги сите методи овде кај што можам да ги проверам. Страна 24, за ова што го кажува овде, страна 24, еве страна 24. Ја листам. Идејата е дека треба играње со овој дел, ама е интересно. Океј. Ноутбук Елен ви го кажав. Добри сме саат, типол сме тука. Саат време сме конкретно на информацијава, првите пола саат беа околу нови уште нешто. Рок за достава 10 декември, праќајте на овој мејл. Значи ова сум го кажал, добро, и ве молам користете го официјалниот протокол за комуникација, вежбајте се. Не праќате, значи тој што ќе ми прати без само drag and drop, знам дека не го изгледал видео до крај или не го гледал воопшто. Тој што ќе ми прати без референца или по погрешна референца, знам дека не го изгледа. Значи, таму не проверувам воопшто. Воопшто не проверувам. Ако сакате за 10 години, за 10 години дојдете пак, ја немам проблем со тој. И сега, зошто немам проблем? Затоа што претходно ви ги дав сите информации. И пак сум тука слободен да комуницирам. Постирајте на Facebook. Проф, како се работи ова? Може ли уште еден час да одржиме? No проблем. Договараме термин, одржувам уште еден час за тоа. Значи, битно е да има разбирање и правилата на игра да се почитуваат. Како што кажав на почеток. И сега, сакам само уште нешто во овој дел да најдам. Ова нека стои. Чекај, вака ќе го направиме овој дел. Да не отворам премногу. Супер. Ова е вака. Follow-up. Само да видам тука. Овде немам ништо. Добро, ќе ви пратам еден начин на формулирање на текст. Кога се пишува текст, не се вели јас најдов, туку се оди во трето лице неутрална форма. Например, најдено е, запишано е, проверено е, истражувачите направиле. Ако вие сте го направиле преку ваше истражување, тогаш се вели ние најдовме, не јас. Иако јас сум го напишал, ама секогаш некој ви помогнал во нешто. Значи, во тој контекст се пишува текстот. И ќе пратам еден текст за цел со примери како треба да се раководи еден текст, затоа што имам примери од оној момент како статија за блог. Сега ние сите пишуваме тоа, постои блогови. И седнав еден ден и додека паѓаа листовите, јас најдов дека фитнесот кај младите
е многу битен. Не. Фитнесот кај младите е битен, у заграда, кој кажува, цитирам, доле го ставам во референци во користена литература и на тој начин го креирам текст. Океј. Јас имам толку. Пробав да забрзам максимално. Имате ли некое прашање, сем овие што се на насока фитнес и бодибилдинг, тие може да останат на крај уште еднаш. Фитнес и бодибилдинг и кондицијска подготовка. Имат ли другите колеги некакво прашање за изборниот предмет фитнес и бодибилдинг? Не. Немате, добро. Тие што слушале, повеќето не слушале, сигурен сум, а само се уклучени. Добро. Доколку е јасно, видео ќе биде поставено на веб страната, на Facebook страната. Под видеото ќе ги има сите овие линкови кои што ги наведов. И ве молам, пробајте, охрабрете се, направете еден текст со примерчињата кои што ќе видат тамо. Гледајте да видат добри информации, но најбитен момент ми е сега да научиме како се креира текст. И првиот најбитен момент ми е да се ќе пишам и во групата да се приклучат студенти на истражувањето за да му помогнеме на колегата. Океј? Добро. Доколку нема фитнес и бодибилдинг изборен предмет прашања, може да се исклучите. Јас ќе да не ги заморуваме колегите, ќе завршам со снимање. Да.